11 часот, вие сте на Радио Лидер, јас сум Звонимир Јанкуловски, ова е емисијата Звукот на политиката. Денеска ќе разговарам со мој колега или колешка, со која се познавам долго и со која не секојаш делиме исти размисли, меѓутоа човек со кого може да полемизирате, човек со кого може да разговарате, човек со кого може да размените мислења без оглед дали се согласуват или не со истите, човек со кого може да полемизирате, меѓутоа без основа на факти и аргументи. Тоа е Билјана Банковска. Добро дојде во Звукот на политиката. Благодарам на поканата. Ми представува посебна чест, што би рекли, задоволство во обичаен термин, што одбрате да бидете дел од емисијата на Радио Лидер, затоа што знам дека долги години одбивате да бидете дел од она што значи јавен дискурс на комуникација со јавноста во медиумите, иако она што денеска го гледам во медиумите, што го најавуваат како отвореност на медиумите во контекст на расправите кои се водат е, да не кажам, интелектуално стерилна и секако интелектуално непредизвикувачка и разочарувачка. Во поглед на она што се промовира како експертиза, она што се промовира како анализа, луѓе кои немаат методолошки однос кон појавите и процесите во општеството, кои се информираат дневно политички од медиумите, создавајќи некои анализи кои повеќе или помалку се за краткотрајна употреба, така што сето тоа се сведе, така што ми е за стварно задоволство што сте тука и што може да зборувам со човек со кој полемизиратме со години наназад. Меѓутоа и друга цел е се работи сепак за време пред нова година, кога луѓето сепак треба да бидат поопуштени и да бидат во потрага по среќата. Тоа ми е и концептот на денешниот разговор, затоа што заборавивме што е среќа во Македонија во последниве години, не само во вие, туку и многу кога се навраќаме далеку во минатото. Нешто што е запишано во Американскиот устав, дека покрај човековите права, тоест во Декларацијата за независност, дека е потрагата по среќа. Среќата кај нас е синоним за она што значи забава и она што значи хедонизам. Меѓутоа, како вие разбирате среќата на крајот на оваа година? Или да се заблагодарам уште еднаш. Навистина излегувам од еден мој само наметнат мораториум во однос на учеството во јавниот дискурс, освен колумната, каде што се дружиме и да речем разговараме. Тоа останува нешто малку нели по социјалните мрежи, меѓутоа она што е медиумски или мејнстрим јавен простор изгуби, ми се чини, и смисла и функција, квалитетот одамна опадна, те исти ликови се рециклираат, се вртат од студио во студио. Ја го прифатив овој предизвик, оваа покана, токму затоа што и јас сметам дека имам соговорник со кого можам да разменам мисли, да се согласам или да не се согласам, а при тоа да излезам од ова студио избогатена за некоја нова размисла. Оваа тема среќа е не само филозофска, туку во моментов е длабоко човечка, длабоко допира до хуманизмот, до суштината на нашето човечко екзистирање и како поединци и како општества. И дојдов навистина со добра волја и добра желба да зборуваме за тоа како се може да се гледа на среќата, низ кои се призми. Иако морам да признаам дека веќе подолго време и оние што ме следат знаат дека покажувам посебна чувствителност кон она што се случува во Газа. Пред неколку дена беше и католичкиот Божич, дури во оние историски места како Бетлеем, Божич не се одржа во молк заради почит кон невините жртви, така што дури ми се чини на моменти инсистирање на некаква среќа која е, како што рековте, и она
површна, она забава, оно практично бегство од реалноста во некоја зона на заборав, на исклучување од сето друго, ми се чини дури и непристојна, затоа што во овие моменти мислам дека минимум што можеме да направиме кога уживаме во убаво друштво, во некоја наша топла средина, една мислена емпатија, луѓето кои го немаат тоа, треба да не направи, ја не сум религиозна, ама така ќе прозвучи, да благодарни за тоа што го имаме и секако да посакаме и другите да го имаат. Обичаено тоа е прашањето на среќата, таа благодарност за тоа што ги имате работите кои другите ги немаат и кои ги уживате, затоа што најчесто во животот забораваме дека има работи кои ни се секојдневни, кои мислиме дека ни се, што би рекла, од Бога дадени, а баш се од Бога дадени, во кои забораваме да уживаме. Има мал милион чувства кои тие работи ги будат. Меѓутоа, поентата ми е точно. Сочувствуваме со целата несеќа во светот, меѓутоа несеќата во светот е не значи дека она чувство што го носите во себе, она што и вие го кажавте, дел од нашето битисување во контекст на сеќата, дека треба да заборавиме на неа, затоа што стварно во оваа држава сеќата е парадокс. Колку повеќе ја барате, толку повеќе ви лизга од рацете. Едноставно заборавивме да бидеме сеќени, затоа што власта ни уништи надежта. Кога ќе ви уништи надежта, едноставно потрагата по сеќата ви изгледа абсурдна. Токму тоа ни се случува во годините пред и во годините пред нив. Се сложувам и по таа основа затоа што ми се чини дека среќата и смејата, ако смеам да алудирам на Аристотел и нели онаа цела приказна околу списите, околу значењето на смејата, хуморот, подсмевањето со моќните и генерално, кој е во блиска релација со... Да, моќните стана некако многу сензитивни на тоа, на подсмевањето. Токму тоа ми беше поентата, дека потрагата по среќа е според мене длабоко опасна и револуционерна помисла визави оние кои сакаат да не чуваат во несреќа. Затоа што тие создаваат привид на чекајте, може да биде и полошо. Нашиот народ вели, нели она изрека, лошо е ама да чува Господ полошо. Да ви ја земат душата. Мислам, не знам што значи тоа. Тука е пасивизирање, тука те оневозможува и како човек да исполниш својата некоја животна мисија, своите потенцијали, таленти, да ги оствариш, да се почувствуваш како докажан, остварен пред себе, пред своите сакани, пред заедницата. И ми се чини тоа е клучот на нивната надмоќ, нивната, да речам, таа доминација во која колку по-мизерни, колку по-бедни и нашите очекувања стануваат мали. И знаете, колку мали поданици кои кога ќе им фрлат некоја трошка, па велат добро. Еве сега со, да речам, бранот, иако рековме нема да зборуваме за дневно политички теми, меѓутоа тука се масовни вработувања кои доаѓаат предизборно, потоа некакви додатоци во, не знам, намалување на струјата која всушност станува зголемување на цената на струјата и еден орвелијански извртен свет во кој е тешко да видите дека несреќата ви ја продаваат како среќа. Да, тоа ни го прават со години. Со години. Мислам, ве доведуваат во ситуација да не може да го контролирате собствениот живот, така што... И станувате благодарни на оној што се потрудил нешто така малку да ви приушти како задоволство. Мало делче среќа од несреќата. Имено. Иако таа цела идеја на потрага по среќата од американскиот устав и сето тоа, знаеме и самите колку била и предмет на злоупотреба, кога некој те усреќува и кога некој од озгоре ти кажува среќа е да бидеш таков и таков, да правиш така и така, да се облекуваш така и така или било што значи ти гуши слободата и потребата, односно можноста да ти сам откриеш што е среќа за тебе. Затоа што еве во нашиот овој разговор што го имавме пред да почне емисијата,
заклучуваме дека и ние двајцата ние сме во слична генерацијска позиција, различно гледаме на она што нас не прави среќни во обичните денови, што очекуваме во блиска иднина, во пензионерски денови или било што. Ама тоа е и привилегија и можност ако ја има, ако ти ја дозволат или ако се избориш за неа. Вообичаено ако се избори за неа, затоа што среќата не случајно ја ставиле во Декларацијата за независност, затоа што се е повезано со концептот на права, слободи и среќа. Значи, за некои работи треба да се избориш, кај нас најчесто не се изборуваме, најчесто ни ги даваат работите на тасна и тоа е она што ја прави државата и што ги прави на животите на повеќето луѓе ги прави мизерни. Кога имате мизерно обкружување, не можете да имате среќен живот. Тоа сега имаме тука оној контраст кај не знам колку сме ние репрезентативни представници на нашето општество, па дури на нашиот слој, да речам, на кој припаѓаме, интелектуален, академски. Репрезентативен примерок на никој, ама се разбира. Не, сакам да кажам за Тие задржувате индивидуалноста во се што правите. Дозволуваме да генерализираме, да носиме нека општа, да речам, проценка, мене ми е многу силна и моćна и незгодна онаа морална дилема. Дали човек може да биде среќен во несреќно општество? Значи, среќаваме луѓе кои за себе тврдат дека се среќни, задоволни материјално, безбедени, не чувствуваат загроза. Тоа не е повезано со среќата. Не знаеме. Тие за себе тврдат дека се среќни. Прито, ја мислам дека е во општество кое гради богатство на нечесен начин, не може тука да ги ставиме на кантар среќата и несреќата на еднаков начин. Тоа се два различни кантари. Тоа е идејата на консумеризмот, дека ве прави среќен она што може да го остварите во животот како материјално. Да, ама тоа не води во на бајките каде што сиромашните се среќнички во тоа својата сиромаштија, овие богативе се несреќни, се убиваат, се борат за власта, за тронот и слично. Меѓутоа, кога ќе се симнеме доле на земја, мислам дека среќата е колку индивидуално право, односно никој не може да ти ја гарантира, ама треба да ти даде еднакви можности да се бориш за неа. Тоа доаѓаме до едно прашање, верувате дека во Македонија сме држава на еднакви можности? Не, апсолутно не. Ја тврдам дека имаме две Македонии, една нивна, една наша. Една на оние кои смета... се и уште неколку други Македонии. Не знам, дури таа биполарна поделба... Ја биполарно ја гледам во смисла на оние што смета дека државата им е дадена во наследство и оние од другите кои во таа смисла, да. Се трудат да постигнат нешто вез основа, знаете, тоа е исто као да трчате двајцата на 100 метри, од кои едниот има 99 метри предност пред вас, а треба да истрчате до 100 метри, така што... Или еден трча со врзан нозе или патики, а другиот... Така што тоа е Македонија на еднакви можности, иако целиот концепт... Иако концептот е, како беше оня, живот за сите, или... Еднакво општество за сите. Едно општество за сите. Не еднакво, туку едно општество. Едно општество за сите. Притоа, заборавајќи се, видовме каков е концептот, тоа е вие тоа го работите, знаете, тоа е мултикултурализмот во продавање во бланда некоја. Во бланда кој го напушти светот, битно кај нас ги знам и луѓето кои стоја за проектот, мислам малце нереално, го видовме како функционира. Не, јасно ни е, нам барем ни е јасно од едно општество на почеток, за сите станавме општество на квоти и општество на проценти. Апсолутно. Кога сме да се вратам на среќата, токму тоа ми е поентата и у новата колумна, дека нешто што е добро во контекст на среќата во Македонија што не е етнички обоена. Не може да ја мерите вез основа на квота системот, немате тука онај балансерот, иако до ден денеска знам работен некој проект на времето за позитивна дискриминација или афирмативна акција, како сакате.
ја балансе до сега не сум сретнал во историјата, барем во теоријата на она што ја го знам, а мислам дека знам, али ме радува што балансерот не може да ја избалансира среќата на луѓето врз основа на етничка основа и не може да биде применен Бадинтеровиот систем, мнозински систем кој исто светот не го позна, ама ние го познаваме, ние познаваме многу работи, али не познаваме среќата едноставно, а може би утре кој знае, едно општество за сите ќе почне да ја мерат среќата врз основа на тој принцип. Не знам, изгледа навидум дека е невозможно квоти да воспоставиме кој колку е среќен и така натаму по таа етничка основа, бидејќи се е етнизирано. Меѓутоа знам дека таквото однесување кон поединецот, што реков, го подразбирам како склоп на знаења, способности, вештини, поголеми или помали, ама секој заслужува место под сонцето. Таквиот однос прави да на другиот гледаш како на извор на собствената несреќа, како да другиот ти земал нешто, затоа што општеството не воспоставило критериуми. Национален спорт во Македонија тоа. И добро, ако земеме она да му умре козата на комшијата и така натаму. И стари. Меѓутоа, да не абстрахираме еден факт кој ми се чини дека повремено низ некои истражување на јавно мислење може да се открие во смисла на оптимизмот кај популацијата по некој прашање дали државата се движи во вистинска насока или се зборувам онака како пример. Имате едно чувство на поголем оптимизам кај, например, албанската заедница. И ова најодговорно го тврдам и се сеќавам дека дури се ова ме враќа на 2001 година, кога туку што се потпиша рамковниот договор, имавме една голема конференција во Александар Палас. Не знам стотици учесници колку бевме собрани, па дискутиравме по разни тематски групи и така натаму. Да, вообичаено после такви процеси доаѓаат конференциите. Обработката, нели? Да речам во тоа, ние требаше легитимитет да дадеме на дискусијата за тоа. Меѓутоа, она што се сеќавам беше дека сите албански колеги, учесници на тие, зборуваа со таков ентузијазам и такво чувство дека само што не сме влегле во ветената земја, во рајот, сега готово се е решено, додека песимизмот, или би рекла не песимизмот, реализмот, владееше на, да речам, другата страна. И јас ова сум го кажала неколку пати, колегата во тоа време, колега само ни беше, Ѓорѓе Иванов, имаше излагање и консоцијацијскиот модел го објаснуваше со толку точна прогноза дека сето ова ќе води до сегрегација, до фрустрации, нема да ги залечи раните и така натаму, што не знам, тоа е една, да речеме, згодна тема за истражување, кој гледа да се истражува, тоа оптимистички кон иднината, кој Билјана, тоа се проекти кои веќе се работени во друг дел од светот, каде што сегрегацијата е многу поизразена. Еден од нив беше, ако не се лажам, билингуалните градинки кој е тотално фиаско, мислам, преземен од држави кои апсолутно немаат врска со етничкиот модел кој Македонија го живее. Историски бекграунд. Прво беше не учеа да живееме посебно, па потоа не учеа како да живееме заедно. Сега више не знаеме како да живееме затоа што сме толку разделени што не може веќе. Се живееме со грантови за тоа како да гласаме, како да живееме, како да битно не учат. Тоа е она што како деца инфантилни, нели кога. И тоа луѓе кои искрено да ви кажам не е дека не сме биле по универзитети како сика во светот, каде што сепак си ја почитуваат и својата индивидуалност и своето знаење и она што сте го постигнале во животот, и кога ви доаѓаат такви луѓе да ви кажуваат бајки и ова, едноставно тоа е прашањето што влегувате во оној сопствен свет на среќата која си го барате за да се исклучите од такви глупости, затоа што ама тоа е
во исто време механизам на самоодбрана, самоодбрана на сопствената добробит и ментално здравје, у крајна линија во смисла на ескапизам. Ке побегнам од се, ке се исклучам од се, ке си седнам дома во мојата соба, ке си пуштам музика, ке си направам некое мало задоволство. Што ме прави среќен. Да, и при тоа забораваш, се исклучуваш и веќе не си дел на заедницата. Мене она што ме боли во случајот на Македонија, дека ние немаме емпатија, немаме солидарност, немаме нешто што не обединува и како заедница. Се не зборам во етничка линија исклучиво, меѓутоа дури етничката е доведена во прашање, бидејќи поларизацијата и конфронтациите и таму се во секоја пора влезени. Зборувам за американскиот устав. Тој замислува едно заедничко општество во кој сите се еднакви, имаат еднакви можности. Да, не велам дека го оствариле идеалот, ама тоа е идејата. Еднаквоста како кај нас што се подразбира еднаквост во бројки. Не, никако. Еднаквост во правото, целиот концепт. Во можноста. Во можноста. Тоа е кај нас што еднаквоста се изедначи во бројките, во квотите. Тоа е исто како ако сте родител на повеќе од едно дете, нели, 2, 3, колку и да имате. Вие сте добар родител тогаш кога на сите деца им ги давате еднаквите можности. А дали тие ќе ги реализираат, дали имаат капацитет, едното го бива за едно, другото не и така. Битно е можноста. Ти му ги отвараш вратите, му даваш некаква основа, а потоа каде ќе завршат, како ќе завршат, тоа е веќе нивниот избор и право на среќа. Затоа што јас можам да не сум задоволна од тоа како едно од моите деца одбрало некој пат, меѓутоа ми вели тоа е мојот избор, ти не можеш да го живееш мојот живот. И тука веќе нели нашата улога завршува како родители, тие живеат свој живот. Тоа е како сика оставштина од комунизмот, да тој дел го прескокнавме 50 години, сега тешко го усвојуваме. Имаме многу работи што тешко усвојуваме во поглед на тој индивидуализам. Да, сега ни се наметнува луѓето кои не верува во некои работи, сега се најголеми фанатици, ако сакате, и во поглед на интеграција, во поглед на она што значи влијанија од различни делови на светот, така што денеска ми кажуваат дека они се прозападно ориентирани, до вчера чита Правда и Комсомолска правда и се воодушевува на Добре, јас тука, еве, во тој дел тука се разликуваме, нели, со мојата и левичарска, да речам, определба и потекнувам од таквов социјален слој. Значи, јас не можам да се отсечам од моето минато, од моите предци, од татко работник, работничко семејство и се. Меѓутоа, ако јас се прашувам и мојот пример, обично на студентите им го кажувам кога доаѓаат демотивирани, ми кажат, не е важно дали ја учам, битна партиска книжка, им велам, сепак, ако вложувате во себе и ако квалитетот го постигнете, ќе се најде начин и морам да признам да не било тоа во оноа време, ја не знам дали би станала професор, како дете на работник. Да, јас сум цврст убеден дека би биле исто и да не било тоа време. И сега да биме искрени во нашите академски кругови, сега више ако нели ги вадиме ракавиците, да си ги кажеме нештата, има добар број, значи за мене беше како некој што доаѓа онакако паднат од Марс, нема врски, нема позадина и влегува во таа академска средина, му треба време за да свати дека ово е дете на тој, ово е дете на оној и така најтаму, значи имате каста, имате една каста која... Тоа е она за која зборува в Македонија за две Македонии, една нивна и една наша, која... Тие корени, да, признавам дека се од оние времиња во кои судски касти, правосудни, медицински, академски и уште функционира. Како ги вика, наши деца. Нашите деца и уште се наши деца. Ја не сум била нивно дете, ама самиот систем со идејата на еднакви можности, она што системот подобро да ве
шмука внатре и да ве контролира, отколку да му бидете надвор, да му бидете закана. Тоа е идејата. Тоа е идејата на она што вие го кажувате, дека сте успеале за тоа што сте бил таков системот. Не системот само добро ве контролирал, она што е добро системот го земал за да не му прави проблем од надвор. Не знам, може би сега некои се каат што ме земале, меѓутоа доцна име. Па добро, дали се каат више, тоа е нивен. Не, секогаш во секој да бидеме искрени. Тоа е нивен проблем. Ама историски гледано во по-долг период и во други општества, факт е дека оние што биле доволно храбри да бидат дисиденти, да отстапуваат од мејнстримот, секогаш биле малцинство. Така што некој треба да си го носи тој. Тие го движеле светот. Токму така, со нивната саможртва отварале хоризонти. Еднаш напишав дека големите идеи се мртви, кога умираат големите идеи, револуциите стануваат шарени. Затоа што големите идеи ги детерминирале големите настани во историјата, например 20-тиот век. Вие имате она што Дејанска ми фали, затоа сте Дејанска тука. Стварно ми фали, мислам, немаш веќе со кого да разменуваш идеи. Ви кажав, без оглед дали се согласуваме. Така, за да си разговараме. Ако сакате, имаме разлика во поглед на и припадноста и на она што значи елитизмот и сето тоа во размислувањето. Меѓутоа, едно е кога расправате со човек што знае, едно е кога расправате со човек кој појма нема од некои работи, а мисли дека ако прочитал 5 книги, мисли дека влегува во светот на интелектуализмот. Звонко, најопасни се оние што прочитале една книга. Знам. Нели? Ова со 5 веќе и завидна бројка. Цел живот го имам тој проблем да ги сеќавам таквите луѓе кои затоа што знаете доаѓате од друга фела и мислат сега дека треба да се да се докажат, а вас не ви е цел да се докажувате со некој што прво да кажам не ви е на исто ниво на размислување и тоа ми фали. Морам да признам во општеството тоа ми фали. Ми фали што станавме премногу политички коректни. Веќе ми фали што нашите политичари, јавни личности станаа премногу сензибилни, па знаете веќе не можете да кажете се тоа веќе политика во ракавици. Она што светот го има усвоено кај нас, гледате дека се враќа. Она што беше вербален деликт, ние го враќаме. Ние го вративме на голема врата во Македонија. Веќе политичарите си се тужат, си се караат, си се одат по судови затоа што било, а не сваќаат дека они се, како се кажат, подложни на јавноста. Они треба да тие и треба да бидат предмети на подсмев и на критика, па и на псовка, ако сакате. Значи, затоа го носат товарот на јавни личности, политички носители на функции. Тоа ви кажува дека ние си се враќаме лепо фино во времето кое мислевме дека го надминавме до 90-тите години. Она што со Ѓорги Маријановиќ, тоаш за кој беше нашиот херој во тоа време во југословенски рамки. Сега ги вика за изразен став, изразено мислење во полициска станица, така што едноставно целиот амбиент е некоја пародија на мекатизмот. Па ја така го оценувам во Македонија. Да, се сложувам со тоа што сега ако веќе го потребуваме тој епитет, потеклото знаеме од каде. И јас се сложувам дека сме во едно многу опасно време во кое иако зборуваш, луѓето внимаваат како зборуваат, кои речни го употребуваат. Има табу теми, да бидеме искрени, има теми за кои не смеете позитивно да се изразите или се да речеме во сферата на меѓународните односи, случувања и така натаму, се знае кои се good guys, кои се bad guys. Опција диалог и ајде да се разбереме во што не се разбираме, во каде ни е проблемот, за да дојдеме до решение. Значи, сето тоа е паѓа во вода и луѓево си наметна и само цензура. Многу помудро изгледа она молчењето е злато,
ај сега ја ли ќе го управам криви дрини, па да си молчам. Едноставно, да, имаме една ситуација на логореја, на многу зборување, не кажување ништо, само за да не се дојде до суштината на има проблемите. Кај нас Меѓутоа има и ми се чини центар на моќ кои преку грантисти, преку разни мрежи ловат дали јас имам право на моje мислење да го кажам на Фейсбук и потоа ми кажува дали тоа било вистинито или не вистинито. Значи, чекајте, јас како поединец, секој од нас има право да е глупав, така? Значи, глупоста не е зло. Не се кидајте, кај нас е и право и гледам станува и обврска на некои луѓе. Мора ним носи и привилегии понекогаш. Да, мислам, ние имаме, како се ка, наплив на глупост. Не, зборувам за она најобична, да речам, ограниченост на можноста нешто да се разберат. И секакви сме, ние сме различни како поединци. Имам право и јас и да сгрешам и да кажам глупава работа, непромислена работа и било каква работа. Меѓутоа, никој нема право од некаква на себе дадена позиција на арбитар во општеството да утврдува дали тоа што го говори Ванковски или пишува е вистина или не. Ево, кога би знаеле што е вистина, не знаат. Тие се еднодимензионални умови. Тоа е измислена. Апсолутно. Тие проверувачи на факти, мислам, не само на факти, тие стана проверувачи на ставови, во основа инквизитори на ставови. Токму така, инквизиција е тоа, апсолутно. И она што разочарува, не е само во Македонија, да бидеме реални, тоа е светски процес дека од чии пари живеат вистиномерите, кажете, не и секи ви се каже. Од истите пари од кои живеат социјалните мрежи, кои требаше да бидат медиум отворен за слобода на мислењето, денес стана затворен. Така. И погледајте ги кои се вистиномери, мислам, луѓе со кои не би расправал интелектуално, мислам. Тоа е оној антиинтелектуализам кој ми се наметна во општеството, дека секој влегува во сите сфери на расправа без да има појма. Новинари расправат за Преспанскиот договор. Он ми го толкува правните аспекти на Преспанскиот договор. Морам да се насмеам. Мене тука ми е најсмешна една појава во медиумскиот простор за која, ајде да речеме дека дел од нас имаат вина затоа што не учествуваме, па оставаме простор. И тие се во потрага. Не сте тука во право. Морам да ве прекинам. Не учествуваме за тоа што немате соговорници од другата страна. Имено, не можам јас сега да седнам со некој момче од 30 години кој го нарекуваат политички аналитичар. Пребарувам да откријам што анализирал, каде го објавил, да оценам со кого. Тој не е познат. Тој едноставно некој му ставил бекграунд, етикета и тој е господин политички аналитичар. Меѓутоа, ова што се насмеав се должеше на еден нов феномен во кој новинари си се канат меѓу себе да си ги пополнат емисиите. Кажете ми, ја разбирам, новинарите исто си, да речам, во таа некоја интелектуална класа, тоа се и умни луѓе, и учени, и начитани се. Меѓутоа, не може колега на колега му гостува денес, па потоа утре оди во другото студио, па таму му гостува. Дали е тоа затоа што остатокот од она, да речам, класа или како да ја наречам група која треба да го води јавниот дискурс и од различни аспекти гледано, се повлекува и тие едноставно се прагматични. Ајде направиме услуга, дојди, пополним емисија. Меѓутоа, тоа е тоа. Во не знам, некоја духовна беда е, во која... Духовна и интелектуална. Интелектуална, да. Тоа тврдам дека ова е време на антиинтелектуализам, кога еднакви сме во знаењето и незнаењето. Мислам, тоа ми се промовира во општеството, тоа го промовираат медиуми, државните медиуми, националните медиуми. Тие го промовираат, за жал и академската заедница, универзитетот со она штанцање, што викаме, на дипломи и на титули, не прави формално правно еднакви. Не прави еднакви.
Ја тоа не го мислам. И јас, и мене ми е тешко да го прифатам. Ниту го прифаќам, ниту мислам дека сме еднакви. Тоа што имаме како се ка иста академска звање, тоа не сме исти. Барем во оној интелектуален дел. Тоа може колку сакате да ви дадат и докторати и меѓутоа кога ќе ги видите биографиите, кога ќе видите за какви луѓе, кога ќе видите каков Звонко, никој не гледа биографија. Да, Тоа е, значи, толку сме површни и она што мене како се уште нели активен професор кој влегува од прва година, од прв семестар со студентите, со оние ја уште деца си ги викам од средношколските клупи и знаете, и јас сум авторитет за нив и оној што ќе влезе по мене не, тука грешите. Конфузија им правиме. Не, знаат да разликуваат тоа со годините. Знаат, меѓутоа штитните, да речам, последици од таков тип на образование молкот на универзитетот не доведе до оваа состојба. А универзитетот е... Мислам, зборувам за оној во кој растевме, за државниот универзитет. Токму молкот на универзитетот. Во основа имаме колеги кои се претворија во обични професори, мислам, средношколски професори, ја ги викам, кои Да, има такви кои се посветени само влегувам во училница, држам час, испрашувам и ништо повеќе не ме интересира. Мора да бидете дел, мислам, бар ја така сум го размислувал. Она што го работите, знаењето кој го стекнувате, треба да го споделите. Ама треба да го споделите и надвор од училницата. Апсолутно, тоа ми е идејата. Тоа ми е идејата, мора да влијаете на јавниот дискурс на одреден начин преку вашиот глас, затоа што молкот, велат, молкот е на народот или молкот на интелектуалците е сигнал до власта, до кралот. Пред француската божарска револуција тоа бил молкот на народот. Кај нас молкот на народот се доживува многу повеќе. Молкот на универзитетот се доживува како некој конформизам во кој професорите си се затворени, они си се конформни во тој нивниот свет, она што ги прави срекни, без да влезат во сферата на што значи конфронтирање. Да бидеме реални. Кога излегувате во јавност, еве го и подкастот, кога излегувате во јавност со збор, кога пишуваме колумни, кога пишувате, нормално е дека ќе имате и подржувачи, нормално дека ќе имате и луѓе Тоа е идејата. Камо среќа да по нашите колумни се создаде дебата. Точно, меѓутоа повеќето... А не дискредитација во овој нема врска или ова нема врска. Дискредитацијата доаѓа од немокта. И ја ги разбирам луѓето затоа што немокта да бидете исти, најлесно е да дискредитирате... Прашањето е како да си ја одиграме улогата честно, значи не за пари. Ние за пари го работиме на професионалниот дел. Се зборувам за овој како јавни интелектуалци на некој вид на просветители, ако ништо друго. Ја не велам дека мојот став и мојата идеја треба да биде просветителски, да речам јас сум месија и јас што ќе кажам единствен. Не. Тоа што ќе кажат Билјана и Звонко се различни работи, меѓутоа ви нудиме поттик да размислувате. На овој начин, на оној начин, дојдете сами до заклучок, дојдете до нова идеја, ама тоа е единствена плодна атмосфера за таа нема во Македонија веќе со години. Знам дека нема. Тоа е она што ни се промовира, тоа е антиинтелектуализам кој во основа го извади на површината она најлошото во Македонија. Она што ви го нудате дека убаво е да додавате лубеници и пиперки, дека врз основа на тоа најдобрата реченица и ја не одев на школа или како беше она 3 часа 3 часа вика до каде стигнав. И Горни Милановец за малку тоа е америчкиот концепт дека може да бидете се што ќе посакате. Тоа е идејата и на милениумите, на генерацијата милениуми што ги викаат од 2000-та навака. Добро, сега да бидам ја критична кон оној ортодоксниот марксизам-ленинизам, готвачката на Ленин, нели на приказната дека сите имаат еднакви права и можности и тоа. Меѓутоа на универзитетот постои и мора да постои елитизам. Мора. Нашата работа е таква која мора да се
вреднува врз основа на вистински критериуми, И тие се напуштени одамна. што се напуштени, ама знам, сега ќе ги фрлиме во депресија нашите слушатели, тргнавме, зборуваме за предновогодишни работи, меѓутоа се сложувам. Се пишуваат рецензии на невидено. Ајде, напиши ми, всушност, ја ќе си ја напишам рецензијата, ти Звонко подпиши ми за книгава или обратно и ќе си завршиме работа. Да. Има еден феномен кој сега додека разговараме ми текнува, кој за среќа, ја не знам дали едноставно другите се прилагодиле, дали мене не се осмелуваат. Има за мене едно мислење дека ако некој се обиде да ми влијае, дека ја тоа не само што нема да постапам така, ќе постапам обратно, туку јавно ќе го соопштам и внимаваат во тој третман. Меѓутоа ние имаме, верували или не, на универзитетот правилници за настап на социјалните мрежи или нешто, се обидоа да го регулираат моето приватно време, моето учество во тој каков и да е социјален простор, во кој ја изнесувам лични ставови, емоции, дали тоа семејно, дали цвеќиња, дали обшествени случувања, некој да ме детерминира во кои рамки, пак да не го посрамам универзитетот или било што. Тоа е нешто, таков тип на невидливо и никој не реагира на тоа. Ја вака шокирана како може некој слободното време да ми го контролира и да ми каже ако напишеш тоа на Facebook, например, можеш да бидеш казнет, опоменат или било што. Тоа значи оно што го кажав, дека старото добро се враќа, како нова реалност. Потоа имаме, пред 2 години излезе мојот последен учебник универзитетски и има тој конкурс за електронско издаваштво, што мене ми се чини една доста фер опција, во смисла да не продаваме книги на децата и да не озборуваат, туку има, значи, ете, во еден дел УКИМ обезбеди тоа. Во делот на документацијата која подпишуваш, ти подпишуваш под полна секаков вид одговорност дека во содржината на книгата не користиш, не знам каков политички некоректен говор на омраза, дискриминација кон разни групи и така натаму. Значи ти треба да внимаваш како на минско поле кога пишуваш учебник и научно дело. И тука веќе не знам што да кажам, ако ја треба сама себе да се кочам и внимавам што ќе напишам, а пишувам за деликатни работи, книгата конкретно беше за транзицијска правда, помирување, постконфликтно, по незгодна тема од таа, здрави. Меѓутоа ти си должен како професор да подпишеш дека признаваш дека ништо такво не, и ако не, дека медиумот не се согласува со ставовите изнесени во дека тоа се лични ставови. Именно ќе излезе дека уште малку и тоа ќе се запише. Па тоа е таа политичка коректност која одала, која не е алатка на демократијата. Мислам, затоа ме бендисува можеби америчкиот систем на слободата на мисла и говорење, каде што тоа што сите овие забрани сега што ги кажувате, во основата лежи во она што се случуваше за време на пред Втората светска војна и она што се случуваше, травмата што ја носи Европа во контекст на нацизмот, на Холокаустот и слично. Америка го нема тоа искуство, меѓутоа Америка и не дозволува со првиот амандман да некој навлези во слободата на мислење, па дури и да биде до тој степен, освен да не доведе, имаат услови под кои може. Кај нас тоа не се разбира, ние ги усвојуваме работите, во основа вела дека говорот на омраза го окупира просторот на човековите права во 21. век. И многу малце веќе, гледате, не ни зборуваме. Не, ама луѓето и не разбираат. Ја го слушав пред некој ден, така ми најде некоја изјава на премиерот, се уште актуелен, кој кажува дека на некои протести, не знам, било извикувано ова или она или некакви пораки му биле праќени, тој вели, тоа беше употребен говор на омраза кон мене. Тие мислат дека ако изразиш гнев
кон поединец кој представува институција, власт и символизира нешто повеќе, дека е тоа говор на омраза. Тие не го разбираат концептот на говор на омраза. Тоа е идејата. Они се... Значи, ако Звонко мене ме навреди и ми каже дека сум глупава, неука, ваква и таква, ја треба да речам ова е говор на омраза. Не е тоа говор на омраза. Тоа може да биде ad hominem атак или непристоен говор. Навреда може да биде. Меѓутоа не е говор на омраза. Не, сега затоа велам, говор на омраза стана се со кое не се согласува други. Така. Мислам, тоа е или што другиот го прима како најлесната одбрана што во моментот, меѓутоа ова што укажувате, она што и ја го кажувам, дека се стануваат премногу сензибилни, посебно јавни личности, да бидеме реални. Они се тогаш тие градат недопирливост. Токму тоа е идејата. Значи, ние немаме институционални механизми на контрола на тие што се на власт, правосудството ни е нула, и уште при тоа се такви снегулки, како што се допотребиме превод на еден збор во англискиот. Нежни, неизбежни. Нежни, така, снегулки кои не дозволуваат дури и да им кажете дека се тоа што се. Тоа е критичка мисла со говор на омраза. Во основа тоа е изедначено. Изедначено. И тука тоа дисциплинаторната моќ на тој однос, а нашите колеги, универзитетот е кроток, тивок, се плаши, не сака да разговара на било што е деликатна тема. Па јас сум, ако сакате, разочарана, докрај цел живот ќе поминам во тој институт за, и меѓу другото и за мир, во кој ниту една воена операција, ниту една, не зборувам ова или она, ниту една не е осудена, не е заземен став. Значи ја потврдувате она стара добра теорија дека мирот е состојба меѓу две војни, дека војната е во основа во човековото битие вскоренета. Не знам која е идејата, меѓутоа знам дека ние имаме и научна, и етичка, морална одговорност, ако ништо друго, да организираме дебата, да организираме тема, да отвориме нешто. Тоа веќе дебатите, вака како што ги гледам, се претворија во едноумни клубови во клубови на истоимисленици, така што ако ви кажам дека како научни настани ги гледам сликите на чистачките собрани на службеничките од студентски прашања за да пополнат места, а камерите го пуштаат тоа по тоа како голема посетеност на настанот, тоа е, ние се фолираме, ние се лажеме самите себе. Тоа е идејата. Тоа е идејата на системот, знаете. Оевел не случајно пишувал, мислам, бил човекот пред времето, меѓутоа ние успеавме да го надминеме и неговото време, така што веќе добиваме контролирани општества. Мислам, гледате што се случува после ковидот, светот се измени, мислам, во контекст на ковидот беше добар тест за токму се вида, значи она што човек власта секогаш го носи со себе авторитарните тенденции, ковидот им даде можност да биополитика ги развијат. Меѓутоа да им дадиме надеж на нашите слушатели пред крај на емисијата. Сметате дека има надеж за секој во држава? Барем пред нова година. Како некоја резолуција на го слушав сосема случајно вчера едно интервју на Варуфакис за еден подкаст исто во врска со неговата нова книга и прашањето беше дали сте оптимист и тој вели би бил тотално нерационален кога би бил оптимист со оглед на сите глобални случувања и закани за иднината воопшто на човештвото. Меѓутоа вика би бил исто така и многу глупав кога не би ја задржал надежта и како јас ја разбирам нашата улога, да речам на интелектуалци, вратата се затвора, вратата на сето ова за што зборувавме, меѓутоа нашата должност е да подметнеме ногата, колку и да не боли и да притиска, ама ќе оставиме оној простор и за различна мисла, и зашто а може и некој ќе ни се придружи, па ќе турнеме вратата да ја подотвориме за нешто ново.
Ја Така тоа со години чекам некој да се придружи, меѓутоа гледам се помал, Јас, се помал се следбеници во тој дел. Јас го имам тука како секогаш како одговор, иако има и за мене многу критики од добронамерни пријатели, колеги, читатели. Се е тоа точно, се е така, ма дај малку надеж, во смисла биди ведри. Рациото на научникот баре да си брутално објективен кон фактите. Меѓутоа, силата на волјата е она што Грамши го има кажано, нели, песимизм во умот, оптимизм во срцето. Така што се трудам да ги комбинирам тие работи. Нашите слушатели, гледачи, ќе ги поздравиме. Ајде да не бидеме толку груби, да им кажеме дека ова е време во кое секој од нас доживува онаа слабост, во смисла еднаш е нова година, па да се опуштам, да се напијам, да се дружам и сето тоа, маките ќе дојдат веќе на 2 јануари. Меѓутоа, да, и со сметките за струја, и со сметките за трпезите и сето тоа. Да, некогаш е потребно човек да најде некој извор на и кога е се темно, да најде извор на енергија, на да ја сочува убавината на животот. Животот е убав. Апсолутно, ја можам од лично искуство да ви потврдам дека животот е убав. Ако ви ја дадена втора можност да го живеете, така што тоа е она што забораваме, дека среќата е токму во тоа. Така. И во тие моменти во кои треба да сме свесни и да си речеме колку убав момент, или колку убава сцена, или природа, или дружење. Слика, било што ве прави среќа. И мислам дека онаа надежта и храброста за како да продолжиме произлегува од акумулирање на тие такви убави нешта, бидејќи ако ги немаме тие, ние тотално се предаваме, тогаш навистина умираме иако сме живи. Да. Стануваме живи мртвици. Тоа е она што решањето на сеќата е што стандардите на сеќа малце ги во системно изместени вредности и стандардите за сеќа стана изместени. Мислам, сето она што ни се случува во секојдневниот живот, забораваме дека сеќата е во малите нешта во кои треба да ја побараме. Сега, ако некој ви детерминира што е убавина и што е греота за младиот свет, зборувам за младите генерации, па има трауми, дали одговарам на стереотипот на убава, привлечен, непривлечен, тоа е консумеризмот. Нели, консумеризмот, па трансформација со вештачки методи на поголеми усни или не знам какви очи и така натаму. Сето тоа се тие вештачки притисоци на кои не име лесно на младите. Ја мислам дека ние како генерација горе-доли добро, да речам, пливаме во тие. Пливаме и стасуваме до некој мирен брег и слично. Меѓутоа на младиве ќе треба да им се помогне. Ќе треба да бидеме тука секојаш кога ќе треба да се научат дека крајот на годината е време кога правите интроспекција на она што било и носите, како вика, решенија за понатаму, меѓутоа едно од решенијата е да им посакам нова година на слушателите и да останат во добро здравје и да ја бараат сеќата таму каде што тие мислат дека ги прават одредени работи срекни и да го остават она што не сеќата позади себе, да влезат срекни во новата година, па предизвикот ќе биде нивен како ќе се носат со годината што доаѓа. Да, предизвикот е голем за сите нас, меѓутоа секој индивидуално нека се обиде да најде извор на мотивација, на среќа, на убавина, на топлина, на нешто што ќе го крепи и со кое ќе продолжи најтаму и да се надеваме на подобри времења. Идната година е сепак година на промени. Така што да се надеваме на подобри. Им даваме надеж и уште една секна нова година и се слушаме по божикните празници повторно. Ви благодарам на гостувањето. Ми беше задоволство, среќна нова на сите.